Македонија има многу спортистки на кои што треба да бидеме горди. Но дали го добиваат оно што го заслужуваат? Денес во ова издание на Приказна ќе зборуваме за жените во спортот. Жените во спортот се почесто се изложени на насилство, на родова нееднаквост, на дискриминација и стереотипи. Што велат податоците кои што ги истраживме во ова издание на Приказна? Погледнете. Последните години зачестија дебатите за третманот кој го добиваат жените кои се занимаваат со спорт наспроти нивните машки колеги. Во 2019-та на глобално ниво јавноста ја покажа заинтересираноста за родовата еднаквост. Женска фудбалска репрезентација таа година го освои светскиот куп, додека публиката извикуваше еднаква плата. Првите модерни олимписки игри во 1896 година беа само машка работа. Само 4 години подоцна на игрите во 1900 година во Париз, 12 жени се надпреваруваа на истите. Жените сочинуваат 40% од спортистите, но од 2020 година тие добиваат само 4% од вкупното покривање во спортските медиуми и при спортските преноси. Овие податоци за жал не се менуваат дури ни по флуктуациите за време на клучните настани, како Олимпијадата или светските првенства. Двете недели од олимпиското покривање се ретко време кога женските спортови и спортиските можат да видат на насловните страници, еднакво како и нивните машки колеги. Зголемувањето на бројот на женски настани во ударно време може да направи вистинска разлика во зголемувањето на видливоста и истакнатоста на женскиот спорт. За жените кои што спортуваат, сакале или не сакале, спортот ги оформува како личности. А од спортот добиваме ние само бенефити. Мислејќи на оформување на една зрела личност, бидејќи децата кои се бават со спорт, порано созреваат од оние деца кои што не се бават со спорт. И тие порано стануваат свесни за многу состојби. Например, дете на 13 години го праќате на надпревар меѓународен да ја представува сопствената земја. И тоа е чувство на одговорност што тоа дете како спортист ја има. Значи, преку спортот градиме здрави личности пред се. Градиме личности кои што зрачат со енергија. Градиме личности кои што ќе бидат работно способни понатака во креирање на државата и општеството. Затоа напредните земји секаде во светот самите држави инвестираат во спортот, затоа што тие сакаат нивните граѓани да бидат здрави, да бидат пред се, тоа е превентива да не го цицаат здравствениот систем. Секогаш настојуваме низ високообразовните процеси да создадеме некоја стратегија, некој план, програм и така да ги поттикнеме младите женски деца уште од најмала возраст да се вклучуваат во спортот и спортските активности, бидејќи спортот е култура на една нација. Спортот значи општествена вредност и спортот значи бенефит за нивното здравје. Дали е психолошко, дали е физичко здравје, значи се вкупно поттикнување на една личност. Според анализата за случувањата во спортот изработена од BBC, до 83% во спортот моментално се нуди еднаква сума на награди во парични средства за мажи и жени. Но остануваат уште 17% кои прават разлика во наградите за мажи и жени, а разликите пак се бројат во милиони. На годишно ниво, момчињата добиваат 1,13 милиони спортски можности повеќе од девојчињата. Пливањето е основниот спорт со кој што треба да се занимава секое дете, базичен спорт. Пред се заради сопствената безбедност во вода, нели? Секој треба да знае да плива. А понатака и како рекреативен спорт кој што го одржува здравјето на човековото тело, што значи препорачливо е за секој човечко битие да плива. Поаѓајќи од таму, овој спорт треба да биде еден од најмасовните. Поаѓајќи токму од тоа, масовноста значи еднаква застапеност и на машката и на женската популација. Во минатото беше малку поинаку, бидејќи девојчињата се срамеа да се соблечат во купачи, да дојдат на базен, да се пресоблекуваат во истите простори како и машките пливачи. Денеска во однос на тоа е подобро, смената е состојбата. Имаме малку поголем процент на девојчиња кои се бават со пливање, но се уште
не сме постигнале еднаквоста. Се уште немаме 50% женска популација и 50% машка популација. Се уште машката популација доминира во овој спорт и токму затоа се наметна иницијативата да се формира, нели, комисија за родова еднаквост при Македонскиот олимписки комитет, каде што и јас и деканката наша од факултетот сме членови и имаме за цел да ги промениме работите на терен. 4% од вкупните комерцијални инвестиции во спортот се наменети за женскиот спорт, иако извештајот на Нилсен од 2018 година открива дека 84% од љубителите на општите спортови покажуваат интерес за женскиот спорт. Еве ви типичен пример, во пливачката федерација нема ни една жена. И тоа е со години наназад така. Само половина од раководните тела во спортот на глобално ниво моментално ја исполнуваат целта жените да сочинуваат 1/4 од луѓето кои се на раководни структури. Жените во нашата земја, последното научно истражување што е направено, имаме информација дека некаде околу 2% е вклучено во системот на раководење и управување. Значи, тука влегуваат сите оние раководни функции во однос и на суди, делегати, тренери, физиотерапевти, лекари, а да не говорам за председатели на федерации, генерални секретари или спортски директори. Кога станува збор за женскиот спорт, тенисот е убедливо најпрофитабилниот спорт за женските спортисти. Во топ 50 најплатени спортисти на Forbes за 2020 година има една жена. Тоа е Наоми Осака, која се наоѓа на позицијата 29. Анализите откриваат дека тренерите во женските спортски екипи при универзитетите на глобално ниво заработуваат 63 центи за секој долар кој е заработен од главните тренери на машки тимови. Дали имаме родов јас во спортот во нашава земја? За жал имаме, како во повеќето општествени сфери, каде што постои родова дискриминација и родов јас, можеби еден од најизразените е во спортскиот сектор. Тоа започнува уште од најрана возраст, може да видиме дека многу помал број на девојчиња се бават со спортување, неголи момчиња. Тоа исто така изразено и во пубертетот, доколку спортуваат момчиња и девојчиња, бројот на девојчиња кои што ќе се откажат од спортувањето е поголем од бројот на момчиња. Момчињата продолжуваат да спортуваат. Понатаму во професионалните клубови имаме различен третман кон женските категории на спорт и машките категории на спорт. Во спонзорствата кои што ги имаат тие клубови, во екипни или во индивидуални спортови, пред неколку години беше направено едно истражување и мислам дека дури над 90% раководството во националните спортски федерации е составено од мажи, а тоа значи дека онаму каде што треба да се креираат политиките, каде што треба да се одреди буџетот, каде што треба да се одредат програмите за следните години, не доволно учествуваат жени, а тоа негативно се рефлектира врз целиот спортски сектор кој што треба да биде еднаков и за мажите и за жените. Истражувајќи дојдов до некаков впечаток дека жените во спортот многу повеќе треба да се докажуваат за разлика од мажите. Веројатно е така. Веројатно е така затоа што мислам дека спортот се уште се смета за област која што е доминирана и резервирана за мажите. Доколку некоја девојка или жена сака да успее, треба многу повеќе пати да се докажува и незиниот труд и незините успеси не се доволно вреднувани, не се доволно наградувани, па ниту се доволно видливи за јавноста. Ние знаеме дека во медиумскиот простор многу помалку гледаме спорт во женска категорија и спортистки кои што навистина забележале значајни спортски резултати и повеќе достапни ни се секогаш мажите спортисти, односно спортот во машка категорија и тоа нормално и ја креира перцепцијата. Кога сте девојче, кога сте девојка, низ текот на годините и општеството така некако ве наведува да мислите, да сметате дека спортот е област која што е исклучително резервирана за мажите и затоа ние жени со заедничка иницијатива и секако со системски решенија пробуваме тоа да го промениме и пробуваме да докажеме дека родовите стереотипи се многу штетни и дека спортот треба да биде еднаков за мажи и за жени.
иако се штетни, ги има и се присутни, особено кога треба да се представи жена спортист. Најчесто се користат квалитети како секси спортистка, убаво облечена, наместо резултатот кој што треба да го представиме. Дали можеби ни фали дополнителна едукација како треба да го третираме во таа насока представувањето на жените кога постигнуваат резултати со цел да се намали таа присутна дискриминација и стереотипи? Секако да, родова сензибилизација во новинарството е повеќе од потребна. Јас пред неколку години кога организиравме една прва конференција за жени во спорт, мислам дека тогаш најшокантно беше кога презентирав пред публиката ако на Google напишете спортистки, што ќе ви излезат, каков тип на информации, каков тип на фотографии, а што ќе се случи ако напишете спортисти во Македонија. Значи, секогаш кога станува збор за спортот во машка категорија, она што излегува во јавност се нивните успеси, нивните спортски обележја, нивните наградувања, нивните спортски постигнувања, за разлика од спортистките кои што најмногу се видливи и промовирани во јавноста по нивните атрибути, поврзани со физичкиот изглед, а спортските резултати се секогаш секундар. И ние тоа треба и мора да го промениме. Не е само надворешниот впечаток и на сите оние кои што го креираат надворешниот впечаток, туку и условите во кои што функционира спортот, односно соочувањето со условите кои што ги користат, например, дали имаат еднакви услови жените и мажите кога треба да се подготвуваат за било каков спортски предизвик? За жал немаат, односно немаат еднаков пристап до ресурси, без разлика каков тип на ресурси станува збор. Дали е тоа пристап до сала. Многу често се соочуваат со термини кои што не се погодни за тренинзи. Дали е тоа резервирање на сали на простор каде што може да ги одвиваат, да ги обавуваат своите тренинзи. Дали е тоа пристап до финансиски ресурси, дали е тоа пристап до спонзорства, дали е пристап до награди, признанија. Секаде гледаме дека имаме двоен стандард, односно дека жените немаат еднаков пристап. И ние токму затоа и се залагаме и има суштински промени, меѓутоа треба навистина уште многу да се работи, да кажеме дека сме блиску до постигнување на родова еднаквост, затоа што ова е многу комплексен домен и родовата еднаквост во спортот значи еднаков пристап до сите можни ресурси. И тоа подразбира од најрана возраст па се до повозрастна возраст, кога спортистката ќе ја заврши својата спортска кариера, да има каде да направи транзиција во кариерата и едноставно да се гледа себе си како добар тренер, како добар раководител, председател на спортски клуб, како добар спортски директор, како председател и генерален секретар на Национална спортска федерација. Колку се жените безбедни? Дали се жртви на насилство? Дали се соочуваат со нешто со кое што ја загрозуваат нивната безбедност? За оваа тема многу ретко се зборува веќе и во јавност и во самиот спортски сектор. Мислам дека родово базирано насилство и сексуално вознемирување е една тема на која што треба да бидеме гласни, затоа што како што се случува во сите области, се случува и во спортот. Спортот имаме една средина каде што има и контактни и безконтактни спортови, меѓутоа на едно место се случуваат сите тренинзи, надпревари, патувања и така натаму. Имаме директен однос помеѓу тренер, помошник, менаџер, женски тим, машки тим и така натака. Така да секако дека наша обврска, заедничка обврска е да креираме една безбедна средина за сите пред се девојчиња, девојки и жени кои што се во спортот. Тие мора да се чувствуваат сигурни кога учествуваат во самиот спорт. Доколку не се чувствувате сигурни, само прашање на време кога ќе се откажат од спортувањето. Исто така, значително важна тема е дали се чувствуваат сигурно жените кои што спортуваат на јавен простор. Јас знам дека во разговор со многу мои колешки кои што спортуваме рекреативно, во неврзан разговор, знам дека сите на некој начин имаме некој вид на страв и фобија, каде ќе заминеме да спортуваме, па бираме време дали во текот на денот, затоа што ако нема осветлување, нема таму да поминеме, например, да трчаме или да се качуваме, дека некои од нив дури не сакаат да носат слушалки со музика затоа што сакаат да бидат свесни доколку некој им се приближи од страна. Значи имаме многу, чувствуваме голем притисок. И мислам дека
кога ќе се почне да се разговара на оваа тема, ќе следат уште поголем број на предизвици со кои што ние се соочуваме и треба секако да се најде решение како да се намали, затоа што нашата главна цел е да привлечеме што поголем број на девојки во спорт, дали рекреативно или понатаму професионално. Меѓутоа, за да го имаме, за да го постигнеме тоа, мора да обезбедиме безбедна средина за сите нив. И за крај, знам дека е формирана комисијата за родова еднаквост во спортот, кои ќе бидат суштински цели кон кои ќе се насочи во првиот период. Токму така, во рамки на Олимпискиот комитет креиравме, тоа сега возобновивме, таа веќе и постоеше претходно, меѓутоа сега сме доста активни во нашето работење. Постои комисија за родова еднаквост во спортот, која што делува во рамки на Олимпискиот комитет. Значи нашиот мандат е во рамки на Олимпискиот комитет, односно ќе имаме соработка со сите оние федерации кои што се членки на Олимпискиот комитет. Јас сум многу благодарна на сите членки кои што се дел од оваа група. Тоа се проминентни спортистки, спортски новинарки, спортски работнички, кои што се навистина многу гласни во заложбата за родова еднаквост и следниот период ќе ја презентираме и нашата програма и нашето действување, затоа што нашата крајна цел ќе биде да допреме до секоја девојка во спортот, да ја мобилизираме и да знае дека постои комисија која што може да одговори на низините предизвици со кои што таа се соочува во текот на спортувањето. Една од целите на работата на оваа комисија е да имаме што поголем број на олимпијки, жени спортистки учеснички на следните олимпијади. Понатаму што поголем број на девојчиња кои што партиципираат во олимписки и неолимписки спортови, да обезбедиме безбедна средина за сите и да имаме што поголем број на застапеност во раководни структури на жени во спортски субјекти. Програмата ни е едногодишна, е доста амбициозна, меѓутоа сметаме дека е исто така и реална, дека ќе исполниме. И оно што сакам да го презентирам и нешто да воочам е дека комисијата навистина ќе работи многу транспарентно и отчетно, односно сите наши состаноци, средби, записници ќе бидат од јавен карактер, затоа што сакаме да покажеме дека секоја една е важна и секоја спортистка може да учествува во креирањето на нашата програма и во исполнувањето на заедничките цели. Женскиот момент од спортот, значи женска екипа, па и вклучително и женската репрезентација 97 доколку се сеќавате, ја направивме препознатлива Македонија по спортот, по ракометот, станав европски шампиони во нашето кале, во нашето Скопје. Значи, од тој женски момент тргна некако нашите спортски успеси. И јас не сум имала дотогаш некаква позиција, односно чувство дека сме инфериорни. Меѓутоа, после еден извесен период, навистина женскиот спорт, не само ракометот, туку и сите останати женски спортови, па посебно и колективните, индивидуалните исто така, доживеа на голема стагнација. Сега од оваа дистанца гледам дека повторно се буди желбата за инвестирање во спортот. Сметам дека е мала, меѓутоа пак на некој начин потребно е поддршка од сите структури да се вложува во женскиот спорт и да можеме да направиме уште поголеми успеси, како во машкиот спорт, така и во женскиот. И покрај тоа што статистиката покажува неисклучително мала вклученост на жените во сите сегменти од спортот и она што значи масовно вклучување на жената во спортот и она што значи еднаква вклученост на жената во субјектите спортски, меѓутоа сепак работите, мислам дека се помрднати од една нулта точка. И онаа генерација на ракометарки кои, зборувам за мојот спорт, значи кои успеа да направиме некој успех, откако прекинаа со спортот се вклучија имаа енергија, имаа желба, бидејќи ракометот и спортот е нашиот живот. И ти не достига она што значи надпревар, она што значи адреналин, пораз, победа. Така да многу од нив се вклучија во спортот во една друга улога. Некои се тренери, некои се во администрација,
Јас се вклучив во делот на раководење на клуб. Еден извесен период имав и можност да бидам дел како спортски директор на репрезентацијата и можам да речам еве во оваа прилика дека за прв пат го скршив мразот 2019 година кога го положив тестот за ЕХФ делегат. Тоа за мене беше вака еден предизвик, се случуваше во Виена и можам да речам дека сум првата жена делегат во спортски делегат на ракометната Европска федерација во Македонија. Сега тоа е ставено на стендбај, меѓутоа еве се некои бариери се рушат. Така да мислам дека одат работите на подобро, меѓутоа далеку сме од нешто што би требало да биде задоволителна бројка на вклученост. Доколку ја имате одлучувачката позиција во клуб, во репрезентација, во федерација, мислам дека можете да повлијаете на некои одлуки кои се однесуваат на вклученоста на жената, на можноста да се доделат средства за жената. Значи тој економски момент да биде еднаков и за мажите и за жените, со што би се мотивирале и девојчињата и жените да влезат во спортот. Така да мислам дека на тоа треба да се поработи и се надевам дека пораката е дека доколку немаме подршка, ние не сме закана за никого. Она што го бараме, еве сум член на една комисија за родова еднаквост во спортот. Ние не сме закана за ниту една или нечија позиција на маж. Ние едноставно ја бараме само нивната подршка. Ние точно од мажите, наши колеги, пријатели во спортот, ја бараме подршката, бидејќи само таа различност во раководењето, односно таа еднаквост меѓу мажи и жени на раководни позиции во спортот ќе донесе еден подобар квалитет. Подобро безбедна една држава и една успешна и просперитетна држава. Доколку половина од вашето население не е вклучено во сите сегменти на општественото живење, па уште најмалку во спортот, тогаш нема тука некаква равноправност. А здрава жена, здрава девојка е и здраво општество. Така да мислам дека тоа треба да биде мотив повеќе на мажите отколку на нас жените. Најдобрата македонска каташка во историјата по Ксенија Јовановска е единствениот македонски спортист во историјата кој настапи во категорија карате на летните олимписки игри во Токио. Олимписките игри најголемиот спортски настан за секој спортист. За мене беше сон. Го реализирав нешто после кое што не знам што друго би поставила како следен предизвик. Нешто што остави најголем белег во мојата кариера или круна на сите мои успеси. На 6 години почнува со карате, во 2019-та беше избрана за најдобра спортистка на Македонија. Вели дека патот е трнлив, но сепак на крај се исплати секој труд. Не беше лесно, како што кажа, често пати знам да кажам дека патот е трнлив, како и во секоја работа, така и во спортот најбитно е да си посветен, да дадеш максимум, да поставиш цел и јасно да газиш кон сонот, јасно да знаеш што е тоа што го правиш. Напорни беа тренинзите, но секако вредеше и можам да кажам дека би го повторила исто. Пулексенија е и голем поборник за што поактивно и поголемо вклучување на жените во спортот. Често пати во текот на кариерата сум се соочила со дискриминација, со нееднаква пристап до ресурси, нееднаква финансиска поддршка, нееднаква медиумска покријаност и сето тоа ме направило да се борам, да направам подобро утре за мене и за сите спортистки, да бидам гласна, да барам и да се соочувам со предизвиците кои што ги носиме ние како жени во спортот. Вели дека за жал, родовата нееднаквост најчесто е изразена во спортот. Токму тоа е целта која што имам поставено за да газам јасно по патот кој што сакам да го одам, а тоа е дискриминацијата што сум ја осетила на сопствена кожа, да немам кај да се обретам, да немам слух на надлежните што е тоа што го правиме, што е тоа за кое што јас се борам, што е тоа што јас се трудам да го објаснам. И токму поради тоа сега имам јасна цел дека жената треба да биде вклучена во спортот, токму поради подобра комуникација и однос со останатите девојки и да допреме до една слика дека жената и како знае да биде способна и мојкна да постави јасни цели, да ги оствари, изреализира и да помогне на останатите девојки кои што биле не толку храбри да го кажат тоа јасно.
Јас се изборив со тоа што јасно зборував, гласна бев секогаш кога бев дискриминирана, секогаш кога осетив дека вложувам максимално и еднакво, значи со останатите колеги машки, а не сум исто третирана. Но дали работите се подобруваат? Полексенија додава дека колективната и индивидуалната борба на жените спортистки дава резултати. Навистина можам да кажам дека се чувствуваат промени, има расположение, има добра клима што навистина ме радува, бидејќи родовата еднаквост како тема во нашето општество се уште е табу, а знаеме дека се што е табу тешко се менува. Меѓутоа се радувам заради тоа што гледам некоја светла точка. Член сум на Комисијата за родова еднаквост при Олимпискиот комитет, што ми дава за простор да зборувам, да кажам јасно и гласно сето она кое што не ми се допаѓа и сето она кое што се соочувам како се уште активен спортист и се надевам дека ќе одиме на уште поголеми чекори, уште поголема процентуална застапена и дека ќе на крајот ќе допреме до таа родова еднаквост или еднакви инклузивен спорт, еднаков спорт за сите. Спортот е здрав живот и вложување во градењето на подобри личности. Значи, и мажи и жени, успесите се подеднакво на сите. Па затоа во иднина треба се повеќе да зборуваме за нив, а се помалку за родовата нееднаквост. Искрено, ако се прашувам јас за моje мислење, жените па малтене не се воопшто застапени на менаџерски, на раководни функции во спортот и мислам дека тоа е една голема штета, затоа што жените се докажале како многу добри менаџери, имаат своји начини за менаџирање. Спортот во моментов е во една голема криза и мислам дека жените како менаџери можат многу полесно и подобро да менаџираат со такви кризни времиња. Мислам дека се уште се оние застарени сваќања, дека спортот е машка работа, да кажам, и буквално прифатено е дека некој стереотип дека жените во спортот се само како спортисти, еден-два имаме само судиски парови конкретно во ракометот, значи можам да кажам дека и дури таму важи истото правило. Мислам дека застарените сваќања и одбивноста на машкиот свет, да кажам, да ги препуштат тие менаџерски функции на жени, меѓутоа исто така и недоволна храброст кај жените и некако премала верба, знаејќи со што треба да се соочат. Конкретно јас пред 3 години, кога дојдов на оваа функција, јасно ми беше со што се нафаќам. Знаев дека тоа ќе биде тешка борба, меѓутоа тоа ми даде само уште поголема сила и верба дека можам да издржам. Знаев дека тоа нема да се случи преку ноќ и знаев дека ми треба преголема енергија за да можам да излезам со сето тоа на крај. Ево и после 3 години можам да кажам дека се чувствувам како да сум малтене на почеток и дека уште треба време за да се среди се тоа што во минатите 7-8 години се затапкувало, проблемите се ставале под тепих и веројатно треба уште време. Меѓутоа треба храброст. Јас верувам дека има многу храбри жени, меѓутоа им треба малку поттик за да можат да се фатат во поштет со сите проблеми кои што ги носи една ваква менаџерска функција. Се уште се 60-40, можам да кажам, меѓутоа со тенденција да расте застапеноста. Во последните 2 години една дама која што одлучи малку повеќе да направи за жените во спортот, Силвија Митевска, направи неколку чекори напред од она што бевме претходно и веројатно се слушна малку повеќе за овој проблем за кој што пред 3-4 години не се ни разговараше воопшто. Има многу женски спортисти, значи еднакво квалитетни колку и машките, меѓутоа некако се уште владее поголема застапеност на машките спортови. Ево во ракометот јас можам да кажам најискрено, значи уште почнуваме од поделбата на тие ваучери кои што ги добиваме од државата, значи од старт жените се нееднакви тука и се надевам дека во наредната година директорот на агенцијата имаше слух и мислам направи чекор плюс во минатото доделување на ваучерите. Мислам дека во наредната распределба во февруари дека ќе поправат таа неправда.
секоја една препрека која што треба да ја прескокнат, само ги прави посилни, да не дозволат да се сопнат на ниедна пречка. Една наша позната спортска новинарка има една изрека: 7 пати падни, 8 стани. Значи, сакам да ја искористам во оваа прилика, тешко е, меѓутоа немој да дозволувате ништо да ве сопне. Значи, на тој пат, колку и да е трнлив, на крајот секогаш доаѓа успех. Посебно за оние кои што работат, посебно за оние кои што со честни, искрени намери влегле, кои што вложуваат во себе, сето тоа еден ден ќе се посмати. Постои недостаток од официјални истражувања и анализи на моменталната состојба во нашава земја во однос на родовата рамноправност и еднакви можности на жените и мажите во спортот. И покрај важноста на спортот и слободните активности за добросостојбата на сите граѓани, а особено на девојките и жените, оваа област досега е занемарувана и речиси воопшто е без активности за унапредување на состојбата со родова еднаквост, а спортот главно е сметан за физичка активност, вештина и способност на машкиот пол. Мислам дека перцепцијата за свеста за вклучување на жените во спортот се подобрува, иако сметам дека сепак мора да се направат одредени програми, акцијски планови и луѓето да ги насочиме да се придржуваат на некои бројки или проценти, за да може да тргне работата од некаде. Кога тоа ќе се случи, кога веќе ќе се има таква перцепција, јас веќе мислам дека подоцна ќе може да преовладува разумот и ќе може да имаме подеднакво внесување на мажи и жени, особено во раководни управувачки функции. Според индексот на родова еднаквост за 2015 година, бројот на жени на раководни позиции во националните спортски федерации е најнизок од сите останати општествени сфери. Во делот општествена моќ, најголемиот родов јас е кај показателот што го мери учеството на жените и мажите во управните органи и тела на националните спортски федерации. Односно во Македонија само 8,9% жени наспроти 91,1% мажи кои се членови на управни органи во истите. Морам да признам многу малку. Многу малку, токму затоа ќе организираме со Комисијата за родова еднаквост при МОК обуки со Хелсиншкиот комитет заедно. Во соработка со нив, ние ќе спроведеме неколку обуки кои што се однесуваат токму на ова, како жените да се имплементираат како кадар во сите спортски субјекти. Според некои истражувања, голем дел од младите во Македонија, 50% на возраст од 15 до 29 години не спортуваат и не практикуваат било каква физичка активност. Од оние што спортуваат и практикуваат физичка активност, многу е помал бројот на девојки, 36%, за разлика од момчињата кои што се 63,4%. Дополнително, многу честа практика во општините е делот од општинските буџети наменет за спорт и рекреација целосно да се доделува на клубови вклучени во системот на надпреварување во машка конкуренција, а и спортските објекти кои се градат се најчесто за спортови што ги практикуваат во најголем дел мажите и им недостасуваат елементи кои би ги направиле подостапни за жени и девојки, како што се соодветна осветленост, безбедност, приватност и слично. Се случува во многу спортови да девојките спортистките бидат дискриминирани во однос на доделување на помали награди, во однос на немање услови за женските клубови, во однос на непрофесионална работа со женските спортистки. И полека тоа треба да го изедначиме. Јас не велам дека жените треба да бидат фаворизирани. Напротив, во спортот успева само оној кој што е талентиран, оној кој што работи и оној кој што на вистина ќе постигне успех. Од 2020 година веќе евидентни се подобрувањата во домашната спортска сцена, во насока на вклучувањето на девојчињата и жените во спортот. Знаете, ние сме Балкан, ние имаме една традиција порано, нели, кај што се беа поделени машки и женски улоги. Јас морам да кажам дека во овој период сум доста задоволна, затоа што веќе таа табу тема, таа предрасуда се повеќе и повеќе се надминува. Ама тоа не е во корист на мажите или во корист на жените, туку секогаш тоа е во корист на семејството. Затоа што колку се поделени обврските, толку има поголемо слободно време, нели, за да бидат тие заедно од една страна, а од друга страна сите ние повеќе или помалку имаме конекција со некоја жена. Знаете, кој нема мајка?
Во АМС се регистрирани 4 женски фудбалски клубови, а во надпреварувачката 2020-2021 година во Фудбалската федерација на Македонија се регистрирани вкупно 1505 девојчиња кои се занимаваат со фудбалска игра. По долгогодишно отсуство на национален одбојкарски женски тим, Одбојкарската федерација на Македонија, преку неколку одбојкарски школи, стручен тим од мажи и жени тренери формира состав на национален тим во младенска конкуренција до 19 години. Јас сум навистина оптимист дека преку оваа комисија и преку нашата работа како професорки од факултетот можеме лични примери да дадеме дека ние сме успеале, сме биле успешни спортистки и ден денеска работиме во функција да оние спортистки кои денес се активни имаат подобар третман. Покривањето на женскиот спорт заостанува зад машките спортови. За жал, не се исклучени ни акцентите на женственоста и сексуалноста кога се представуваат спортистките и на терен и надвор од него. Многу често сме сведоци во нивното портретирање низ призмата на традиционалната улога, како сопруги, мајки или секс објекти. Само за споредба нивните машки колеги ги представуваат како храбри, силни и издржливи. Секси кошаркарка, убавата фудбалерка, најсекси одбојкарка. Ова се најчестите начини кога се портретираат жените во спортот. На овој начин жените во спортот се дискриминираат. Ова е сексистички јазик кој треба да се надмине во медиумите. Жените заслужуваат еднакви шанси како и мажите во представувањето низ медиумската призма. Затоа неопходно е да се користи комуникацијскиот јазик во кој акцентот нема да биде ставен на облеката, изгледот или семејната улога надвор од играта, туку исклучиво на постигнатите резултати. На овој начин се афирмира спортскиот резултат кој е суштината, но и се потикнуваат девојчињата во иднина да изберат спорт врз основа на визуализација на постигнатиот спортски резултат. Непотребното фокусирање на телата на жените, односно објективизацијата и сексуализацијата на женското тело треба да се опре, бидејќи тоа, освен што дискриминира, дополнително влијае и врз потикнување на родово насилство врз жените во спортот. Женскиот спорт во последно време се почесто добива свое внимание, благодарение на успесите и заложбите кои што ги прават спортистките на светско ниво, но и на домашен терен. Денес за нивните примери ќе зборуваме во ова издание на Артикулација. Од Фани Бланкерс-Коен до Меган Рапино и Симон Билс, жените со децении ги поместуваат границите на спортот и еменуваат перцепцијата за еднаквост во спортот. Родена во 1911 година од родители норвешки мигранти во Тексас, Беј Дидриксон беше првата жена спортистка суперзвезда. Како кошаркарска звезда од средно училиште, таа набрзо се фокусира кон атлетиката. На првенството на Аматерски атлетски сојуз пред Олимписките игри во Лос Анџелес 1932 година, Дидриксон победи на 6 дисциплини и собори 4 светски рекорди. Со оглед на тоа што на жените им беше дозволено да се надпреваруваат само во 3 дисциплини на игрите, таа победи на 80 метри со пречки во светски рекорд и го освои златото од копје, како и среброто во скок во височина. Таа останува единствената спортистка, машка или женска, која освоила индивидуални олимписки медали во трчање, фрлање и скокање. Во февруари 1966 година Боби Гиб се пријавила да се надпреварува на Бостонскиот маратон, но директорот на маратонот Бил Клони и одговорил дека жените не биле физиолошки способни да трчаат 26 мили и дополнително според правилата што ги регулираат меѓународните спортови, немаа дозвола да трчаат. Тренирајќи дури 64 километри дневно, Гиб знаела дека може да го направи тоа и била решена да докаже дека Клони не е во право. На маратонот се појавила облечена во дуксер и бермуди преку костим за пливање. Мажите околу неа наскоро сватиле дека таа е жена, но Гиб се сеќава дека биле поддржувачки и пријателски настроени, што ја натерало да го отстрани незиниот тежок дуксер. Таа ја поминала линијата за 3 часа 21 минута и 40 секунди, пред 2/3 од теренот. Таа го завршила маратонот и историски ја сменила позицијата за жените на маратоните. Атина Бојаджи е македонската маратонка во пливање. Уште на 11 годишна возраст успеала да ги собори сите македонски рекорди во пливање на кратки патеки во слободен стил и делфин. Таа била светски првак во маратонско пливање на сладки води на Охридскиот маратон, одржан во 1962 година.
Вкупно 2 пати била светски првак на сладки води, првиот пат само со 18 години, но вистински подвиг запишала истата година, кога на исклучително опасниот маратон Саида Бейрут од 23 надпреварувачи на целта успела да стигне само таа и еден пливач од Египет. Председателот на Либан восхитен од нејзината пливачка моќ и доделил орден за храброст. Таа до денес останува најмладиот првак на охридскиот пливачки маратон на сите времиња. Во 1962 година со испливување на патеката Капри Неапол станала светски првак на солени води. Врв на нејзината пливачка кариера е припливувањето на Ла-Манш на 9 септември 1969 година за 13 часа и 20 минути. И со тоа станува првата македонка, а воедно и првата пливачка од Југославија која го остварила овој успех. Да им ја дадеме на жените шансата која што ја заслужуваат кога не представуваат на спортско тло, затоа што тие се еднакви како и мажите кога постигнуваат резултати и не представуваат. Верувам дека тоа го научивме во оваа приказна. Довидување до следната.